Најави за денешните настани. Старо нов проблем на жителите од улиците Асном и Јордан Мијалков. Наместо на први, учебната година да започне во средината на септември, смета туристичко-гостителскиот сектор во Охрид. Охрид ја збогатува својата туристичка понуда со најсовремен терен за голф на трева. Со традиционалното садење дрво во паркот на поезијата, неофицијално се означи почетокот на струшките вечери на поезијата. Започна петтото издание на Балканскиот поетски камп за деца и млади Ванчо Николевски. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид времето претежно сончево со локална облачност и многу топло со максимална дневна температура од 32 степени Целзиусови. Попладне услови за локални нестабилности со врнежи од дожд и грмотевици. Утре над западна, северозападна, централна, северна, североисточна Европа умерено облачно и нестабилно со дожд, грмотевици и локални услови за појава на невреме, но и посвежо време со продор на студена воздушна маса која ќе донесе и пат на дневните температури. Во останатите делови од Европа претежно сончево со локална облачност и топло време. На Балканскиот полуостров во петок претежно сончево со локална облачност и топло, со максимални дневни температури од 30 до 36 степени Целзиусови. Во Македонија во петок времето претежно сончево со локална облачност ќе биде топло со минимални температури од 12 до 22 степени Целзиусови. Максималните дневни пак утре во Македонија во интервал од 28 до 38 степени. УВ индексот останува со висока вредност 8. Во Охрид во петок не очекува претежно сончево време со локална облачност и топло со доумерен североисточен ветер, минималната 18, дневната 31 степен. Во сабота сончево и многу топло време, минималната 18, дневната 32, а во недела и понеделник сончево и топло време со утринска температура од 18, а дневната со максимални 33 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи на душеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Ова лето, загризете го најсладкото винчини задоволство. Долго, топло лето исполнето со многу изненадувања подароци и најсладките винчини производи. Забави на најпопуларните плажи во Охрид, во најголемите Тамаро маркети и секојдневни супер вредни подароци на Супер Радио. Ново лето со винчини и Тамаро, загризете го најсладкото винчини задоволство. Ова лето, винчини лето во Охрид. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Старо нов комунален проблем за жителите на улиците Асном и Јордан Мијалков. Се жалат на неподнослива реа која, како што велат, доаѓа од комуналниот отпад во претоварната станица на јавното предпријатие Охридски комуналец, која пак моментално се наоѓа во кругот на работната единица механизација. Првиот човек на ова јавно предпријатие вели дека огромниот обем на работа и огромното количество смет, особено за време на туристичката сезона, како и возилата чија што просечна старост е и поголема од 2 децении, се причина за подолгото задржување на сметот во кругот на работната единица механизација. Жителите кои живеат на улиците Асном и Јордан Мијалков се жалат на неподнослива реа која, како што велат, доаѓа од комуналниот отпад во претоварната станица на јавното предпријатие Охридски комуналец, која моментално се наоѓа во кругот на работната единица механизација. Напоменуваат дека деновиве имало поголемо од вообичаено количество смет на оваа локација. ТВМ го контактираше директорот на јавното предпријатие Охридски комуналец Сашо Најдески, кој за ТВМ кажа за актуелната состојба. Возилата чија што просечна старост е и повеќе од 2 децении, огромниот обем на работа и огромното количество на смет, особено за време на туристичката сезона, се причината за подолгото задржување на сметот во кругот на работната единица механизација. И онака сложената ситуација деновиве беше дополнително искомплицирана поради дефект на возило со кое се врши транспорт до депонијата Буково, но сега и тој проблем е надминат, па уште утрово започна транспорт на комуналниот отпад, објасни директорот на јавното предпријатие Охридски комуналец Сашо Најдески. Моментално предпријатието има само едно возило за транспорт на отпадот до депонијата Буково, а потребни се минимум 2 возила. На последната седница на Советот Најдески кажа дека поради тоа што просечната старост на возилата кои ги користи предпријатието е 20 години, се одлучиле да подигнат кредит за набавка на 2 нови возила. Но 3 месеци не добиле никаков одговор од Министерството за финансии. За среќа, деновиве количеството на комунален отпад било намалено за околу 30%, но за време на сезоната биле воведени вонредни возила за меѓусмена и 2 возила за ноќна смена. Сметот бил подиган со динамика која се менувала во зависност од потребата, па на одредени локации низ градот се подигал смети по 4 пати во едно деноноќе, информираше Најдески. Причина за секојдневната и позачестена амортизација на возилата дополнителна е и оддалеченоста на депонијата Буково, која е на 25 километри, а бидејќи се користат секојдневно и по 3 смени, возилата не може да го издржат патот до Буково и често се расипуваат. Инаку планирана е изградба на претоварна станица за комунален отпад, лоцирана кај местноста Маутскер. Наместо на први учебната година да започне во средината на септември, смета туристичко-угостителскиот сектор во Охрид. И просветните работници се сложуваат. Велат временските прилики дозволуваат, економскиот бенефит во локалната економија во туристичките центри ќе биде поголем. Токму затоа Министерството за образование и наука сериозно треба да размислува за поместување на стартот на учебната година. Министерството за образование треба да размислува за поместување на стартот на учебната година, за да се продолжи летната туристичка сезона. Ова е дамнешно барање на туристичко-угостителскиот сектор во Охрид. Наместо на први учебната година треба да започне во средината на септември, се сложуваат и просветните работници. Велат временските прилики дозволуваат, а економскиот бенефит во локалната економија во туристичките центри ќе биде голем. Сите фактори го кажуваат, и образованието
образовниот фактор, и туристичкиот фактор, и економскиот фактор, и метеоролошките, односно самите временски поместувања кои што ги имаме, велат дека подобро е да се помести учебната година, односно почетокот е околу 15 септември. Иако оваа опција ја разгледуваше Министерството за образование, беше донесена одлука да се воведе пролетен распуст, на што следеа бројни реакции од просветните работници. Воведување некаков пролетен распуст кој што мислам дека е погрешно одреден, бидејќи тоа е период на великденски празници, на првомајски празници оваа година и всушност тие празници се неработни денови и самите ученици и самите професори веќе ги имаат поврзано тие денови и не ги работат. Може да се размислува за таков распуст, но не во тој период. Преку фестивали и манифестации, општина Охрид се обидува да ја продолжи летната туристичка сезона, но со стартот на учебната година значително се намалува бројот на туристи. Охрид ја збогатува својата туристичка понуда со најсовремен специјален терен за голф на трева. Трансформирајќи го она што некогаш беше стара касарна, новиот објект за голф во Охрид е пример за иновации и раст во нашиот туристички сектор, велат од Министерството за локална самоуправа. На најсовремениот специјален терен за голф на трева од 3,5 хектари во Охрид беше во посета министерот за локална самоуправа Ристо Пенов. Овој значаен проект ја означува првата инвестиција од ваков вид во нашите туристички центри, насочена кон издигнување на специјалниот туризам во Македонија, велат од Министерството за локална самоуправа. Извонредниот проект е доказ за напредниот туристички сектор во Охрид. Трансформирајќи го она што некогаш беше стара касарна, новиот објект за голф во Охрид е пример за иновации и раст во нашиот туристички сектор. Со опсег за возење, терен и академија за голф, новата област не е само терен за голф, тоа е центар на заедницата. Ентузијазмот за голф кај нашите млади жители е голем, така што во процес на формирање е младинска школа за голф. Ова инвестиција на Министерството за локална самоуправа ги зајакнува Охрид и земјава како уште попосакувани дестинации на глобалната туристичка мапа. Иницијативата за оваа инвестиција е на угостителскиот сектор од Охрид, кој својата идеја ја аплицираа преку општина Охрид, а Министерството за локална самоуправа финансиски ја поддржа нејзината реализација. Локалната пред 3 години го даде овој простор на стопанисување на јавното предпријатие Билјанини извори, кои заедно со голф клубот од Охрид започнаа со уредување на овој простор, кој сега представува најсовремен специјален терен за голф на трева. Со традиционалното садење дрво во паркот на поезијата неофицијално се означи почетокот на струшките вечери на поезијата. Во паркот дрво засади годинешниот лауреат, добитник на Златен венец за 2023 година, македонскиот поет Влада Урошевиќ. Тој во присуство на македонските и странските поети изјави задоволство, што ја има честа и неговото дрво да се најде во лејата со светски поетски великани. Свеченото отворање на 62-то издание на фестивалот ќе се случи вечерва на платото пред Центарот за култура Браќа Миладиновци. А во Основното училиште Ванчо Николевски во Лесковец започна 5-тото издание на Балканскиот поетски камп за деца и млади Ванчо Николевски. На кампот учествуваат млади надежни поетски имиња од Република Македонија, Србија, Бугарија, Грција, Албанија и Црна Гора. 5-та година поред младите поети од земјава и регионот го слават творештвото на еден од најголемите писатели за деца на Македонија, Ванчо Николевски. Манифестацијата Балкански поетски камп за деца и млади Ванчо Николевски ќе трае до сабота 26 август и ќе се одржува на различни локации низ Охрид, Струга, Вевчани, Белчиште и Црвена Вода. Во рамки на кампот ќе се одржат поетски работилници, кои годинава ќе ги води професор доктор Милутин Ѓуричковиќ, истакнат српски поет, идеен творец, основнивач, сега председател на Институтот за детска литература во Белград и член на Европската академија на науките и уметностите. Новинарот во пензија Вели Митановски истакна дека е горд што оваа манифестација го доживеа својот мал јубилеј, што нејзиното годинешно издание стартува токму од образовната установа која го носи неговото име. Таму е навистина одржан првиот час, но откако е училиштето изградено, а буквално првиот час е одржан во куќата на Ванчо Николевски. Од него лично, пред да се изгради школото во Црвена Вода, тоа значи уште во текот на војната.
Нема да ви изборувам дека се што е со македонската државност понова е врзано со црвена вода, тие што ќе дојдат таму ќе видат. Учениците кои денес му дадоа почит на неговото име и творештво треба да се горди што учат во установа која го носи неговото име, истакна и Христо Петрески, председател на Друштвото на писателите на Македонија. Тој раскажа пред присутните за неговата прва средба на еден училишен час со големиот македонски писател уште кога бил ученик во 7 оделение. Јас откако заврши часот, средбата со Ванчо, и тој отиде на автобуска станица. И јас тргнав по него. Знаете, како кученце што сака да е поблиску до својот господар. Така и јас сакав да бидам што поблиску до Ванчо и да бидам со Ванчо. Веќе и пишував тогаш и многу ми значеше таа средба со Ванчо Николевски. Петрески објасни дека мора да се негува традицијата, а младите да пишуваат творби за Ванчо Николевски. Предложи да се распише конкурс за сите ученици токму посветен на овој голем македонски писател. Инаку Балканскиот поетски камп за деца и млади Ванчо Николевски веќе 5-та година се одржува под покровителство на Светската академија на поезијата при ЮНЕСКО со седиште во Верона, Италија, а председателот на Република Македонија Стево Пендаровски до учесниците испреќа специјално послание. Манифестацијата финансиски е помогната од Министерството за култура, општините Охрид и Дебрца, како и од спонзори и помагатели. Започна меѓународниот ракометен турнир Крсте Андоновски. Во своето обраќање пред присутните, градоначалникот Пецаков истакна дека локалната самоуправа секогаш ќе биде подготвена да поддржи вакви спортски манифестации кои го привлекуваат вниманието на публиката и даваат придонес во развојот на Охрид како спортски центар. Започна меѓународниот ракометен турнир Крсте Андоновски, кој се одржува во спортско-рекреативниот центар Билјанин извори во организација на градскиот ракометен клуб Охрид и општина Охрид. Покрај домакините на ракометниот турнир учествуваат клубовите Бешикташ од Турција, Олимпијакос Грција, Металопластика Србија, Татран Прешов Словачка, како и македонските екипи Eurofarm Пелистер, Голден Арт и Бутел. На свеченото отварање пред присутните се обрати градоначалникот Кирил Пецаков, кој истакна дека локалната самоуправа секогаш ќе биде подготвена да поддржи вакви спортски манифестации кои го привлекуваат вниманието на публиката и даваат придонес во развојот на Охрид како спортски центар. Како поранешен ракометар, чувствувам огромно задоволство да бидам дел од свеченото отварање на овој меѓународен турнир кој се организира во чест на еднославно ракометно име, нашиот охриѓанец Крсте Андоновски. Се радувам што славејќи го и почитувајќи го ова легендарно име, создаваме една нова приказна која се надевам дека ќе прерасне во една убава традиција и дека ќе биде од големо значење за развојот и унапредувањето на ракометот на локално и национално ниво. На наша голема радост, оваа година ракометниот турнир се издига на едно повисоко ниво и го поставува Охрид на мапата на големи спортски случувања. Верувам дека сите надпревари ќе се одиграат со ведар и спортски дух и со голема почит помеѓу противниците. Секој гол, секој успешен напад, секоја ефикасна одбрана нека создаваат незаборавна атмосфера за публиката и нека бидат причина за радост и прослава, истакна Пецаков во своето обраќање. Согласно предвидениот надпреварувачки систем, екипите се поделени во две групи, се играат по 4 надпревари на ден и вкупно ќе бидат одиграни 16 надпревари. Според планираното, финалниот надпревар за трофејот на турнирот ќе се одигра на 26 август во 20 часот и 15 минути. На бината пред хотел Палас вечерва ќе се одржи промоција на надпреварувачите на Охридскиот пливачки маратон, кој годинава ќе се одржи во рамки на Охрид Water Фестивал, а воедно ќе се додели и наградата Климе Савин за посебни заслуги. Вечерва на бината пред хотел Палас ќе се одржи промоција на овогодинешните надпреварувачи на Охридскиот пливачки маратон, а воедно ќе се додели и наградата Климе Савин за посебни заслуги. Утре, 25 август, на пресконференција ќе бидат изнесени техничките детаљи за 36-тиот Охридски пливачки маратон. Инаку за утре, 25 август, на Охрид Water Фестивал предвидени се повеќе настани и во спортскиот и во социјално-едукативниот дел. Во 16 часот ќе се одржи ревијален ватерполо турнир 2023. Турнирот ќе се одржи во водената површина кај градското пристаниште пред хотел Александрија. Настанот е во целосна организација на Клубот за спортови на вода Охридски бранови 2008 со поддршка на општина Охрид. На ватерполо турнирот ќе учествуваат екипи на ватерполо ветерани од нашата држава како и од соседните држави.
Јахтинг клуб Охрид Лейк Сейлинг организира настан "Запознај го едрењето, заштити го езерото". Настанот ќе се одвива во акваториумот на Охридскиот залив во потегот од градското пристаниште кон Куба Либре и Канео. Планирана е флотила од 5 седрилици на кои во две сесии од 9 до 11 и од 11 до 13 часот ќе може да земат учество 50 до 60 заинтересирани гости и граѓани. За време на едрењето присутните ќе се информираат за важноста на едрењето за заштитата на езерото и ќе добијат основна обука за едрење. Во рамки на социјално-едукативната програма ќе се одржи изложба "Рибите од Охридското езеро" во организација на Сдруженијето на риболовци Свети Апостол Петар, потоа промоција на охридска и македонска храна и пијалоци во организација на Охрид Water Festival и Slow Food Охрид. Во организација на фестивалот на водени спортови ќе се одржи промоција на водените спортови, а вечерта за добрата атмосфера ќе се погрижи диџеј Рудбој Селектор. Свечено доделени дипломите на матурантите од генерацијата 2022-2023 година од Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски. Синоќа на спортскиот терен на Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски во Охрид беше одржана прославата во чест на матурантите на генерацијата 2022-2023 година. На овој настан се обрати директорот на училиштето професорот Сашо Недески. Тој им додели пофалници на првенецот на генерацијата Петар Цановски и на најдобрите матуранти Дамјан Цветковски, Петар Гогов, Петар Калановски, Никола Гогов и Јана Пауновска за континуиран одличен успех и за примерно поведение. Свој поздравен говор имаше и првенецот на генерацијата Петар Цановски. Настанот беше збогатен со музички точки кои ги изведува учениците Јана Протугер и Мухамед Асан под раководство на професорите Жармена Китрозовска и Славчо Китановски, а за целиот настан беа ангажирани и учениците Бобан Кочи и Ана Новеска кои ја водеа целата програма, информираат од училиштето. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 5 лица загинаа во пукање во моторџиски бар во округот Оринџ во Калифорнија, 6 се повредени и во болница. Локалните медиуми јавуваат дека полицијата одговорила на повикот од барот Кукс Корнер околу 8:30 часот навечери на местото на настанот затекнале масакар. Два извори за медиумите велат дека напаѓачот бил пензиониран полицаец од округот Вентура, на кого наводно цел била неговата сопруга, која очигледно ја следел до барот каде пукал во толпа луѓе. Медиумите објавија дека убиецот е застрелан, но не се знае дали подлегнал на повредите. Кабинетот на гувернерот на Калифорнија соопшти дека ја следи ситуацијата по пукањето во Оринџ округот. Сенаторот Дейв Мин рече дека му е скршено срцето по веста за уште едно масовно убиство, инаку барот во кој се случил масакрот е популарно место за собирање моторџии од 70-тите години. Русите тврдат дека рускиот шеф на платеничката група Пригожин загинал синоќа во приватен авион во близина на Москва, точно 2 месеци по неговиот неуспешен бунт против руското воено раководство. Каналот на Телеграм Греј Зона, поврзан со платеничката војска на Пригожин Вагнер, тврди дека авионот бил намерно соборен. На Телеграм каналите и социјалните мрежи објавено видео во кое се најавува одмазда. Многу се зборува за тоа што ќе направи Вагнер во оваа ситуација. Ќе кажеме едно, веќе сме на пат, чекајте не. Рускиот председател Путин преку видеоврска се приклучи на конференцијата во Јоханесбург, каде што се одржа самитот на лидерите на блокот на водечките земји во развој Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна Африка. Во оваа пригода зборуваше кратко без да го спомене името на шефот на Вагнер Евгений Пригожин. Според него прашањето за единствената валута на БРИКС е сложено, но се движиме во таа насока, рече рускиот лидер. Лунарниот ровер излегол утринава од индиското летало Чандрајан 3 за да го почне истражувањето на површината на месечината, соопшти Индиската национална вселенска агенција на Твитер. Леталото слетало на неистражениот јужен пол на месечината вчера вечерта, неколку дена по уривањето на руското летало Луна 25, со што Индија стана првата земја на која ова и успеа. Чандрајан значи месечинско возило на јазиците хинди и санскрит. Јужниот пол на месечината е интересен поради својот воден мраз, за кој се верува дека може да обезбеди гориво, кислород и вода за пиење за понатамошни мисии, но поради нерамниот терен слетувањето на него е потешко. Речиси 7 милиони луѓе вчера го гледале преносот од слетувањето во живо на платформата YouTube. Се очекува Чандрајан 3 да биде во функција 2 недели, а ќе спроведува експерименти кои вклучуваат спектрометриски анализи на минералниот систем на лунарната површина. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следивте и пријатно.